Добре, дојде. Добро ли гледам? Да. Добро се разбирате со Денис? Се разбираме. Воспитано момче. А и вкусовите ни се сложуваат. Таков е Денис. Тој е питом, со сите се сложува и никогаш не глуми. Навистина е таков, искрена. Мене ми се допадна дете, лажи ми Бога. Ама знаеш дека и тебе очите ти се смеат кога го гледаш? Уште од малечка си ваква, ќерко. Ќе се вцрвиш, ќе се срамиш, ама ништо не кажуваш. Тато, срам да ти е, каква врска има? Назлија само да ти кажам дека си одам. Да останеше да јадеме, синко. Многу би сакал, ама имам некои обврски да ги завршам. Многу ми беше мило, навистина. И мене ми е мило. Те очекуваме во Антакија. Ќе дојдам еден ден, ветувам дека ќе дојдам. Книгите се кај тебе. Ќерко, остави ми еден чој. Кај мене се ти благодарам. Јас си одам сега, ама како и да е вечерва ќе се видиме, така? Ќе прославиме за твојот нов ресторан, па од мене. Не сакам приговори, земи дозвола од татко ти. А нека дојде и тој ако сака, зошто да не? Да го прашаме, што велиш? Неговиот план се знае, ќе се сретне со другари од факултет. Добро, ама ти дојди сигурно. Бидејќи ако не дојдеш ти нема смисла. Добро, ќе дојдам, ветувам. Се гледаме. Се гледаме. Се гледаме вечер, чао, чао. Се гледаме. Се гледаме. И еве ја пред вас, ова е вашата торта. Повелете. Денис, правиш да се чувствувам како да сум славеник. Па така и е, денес повторно се роди со своите сништа, нели? Во право ли сум? Во право си. Ајде, дувај. Ајде сите заедно. Дојди манами. Дојдете и вие, ајде. Три, 2, 1. Јас да донесам нож. Се ќе биде многу Да, мора убаво. да е така. Да, мора. Среќен роден ден. Среќен нека ми е. Ти благодарам, Денис. И како ти оди? Има ли промена? Во врска со? Во врска со Назли. Ајлја, никогаш нема да се откажеш. Ми здодеа со тебе да разговараме за истите работи. И мене навистина ми здодеа. Ми здодеа постојано да им објаснувам на луѓето кои се прават дека некои работи не ги разбираат. Например, ти воопшто ли не размислуваш зашто Назли бега од тебе? Никој од никого не бега. И постојано гледам негирање. Значи, ова е целосно негирање од твоја страна. Ама вистината не можеш да ја промениш. Назли бега од тебе и тебе те интересира зошто. Признај. Хајде вака да направиме. Ако знаеш нешто, кажи ми. А ако не знаеш, те молам да ја затвориме темава. Не знам. Земи го и ова, мила, и дај му го на господин Ферит. Здраво. Уште еднаш. Добре дојдовте. Денес е многу посебен ден и затоа ќе отсвириме една песна за вас. Анжи, ми се супер идеја, многу добро би било. Денис, некоја позната песна ли е? Прашувам за и ние да ти се придружиме. Всушност не, јас ја компонирав и прв пат ја свириме сега. Текстот е токму она што го чувствувам. Се надевам дека ќе ви се допадне. Браво.
Ви посакувам пријатна забава, морам да одам. Patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde, nefesimizi bile keser yüz yüze gelince. Bana soranlara tek anlatsam da aşkımızı bulursan, beni sana anlatanlara tek tek sorsam da aşkımızı bulursan. Браво! Ај, одлична беше. Ај, леле, оваа песна да ја снимите, па да биде многу популарна. На сите другари ќе им кажам дека прва ја А слушнат. јас суман, а тие сигурно ќе ти поверуваат. А зошто да не ми веруваат? Добро ден, не се лути, се шегував, бебе моје. На вистина ти честитам. Песната ти е одлична. Многу ми се допадна. Многу ти благодарам. Аригато. Дој да си масте. Нели Назли? Честитки. Ова не го направив за да кажеш или да направиш нешто. Туку затоа што така ми дојде. Како и секогаш се разбира. Не мора ништо да ми кажеш, верувај. Се налути, Назли? Не се налутив. Го направи тоа што го чувствуваш. Најпаметно. Изгледи јас веќе треба да го направам тоа што го чувствувам. Да си одам. Добро ќе беше да не го кажев тоа уште на почеток. Не ќе моравме сега да соработуваме со непознати. Не е некој кој не го познавате. Господице Назли, ова е вашиот нов ортак. Господинот Ферит. Ферит Аслан. Добар ден. Сушност немав намера да го продадам своја делична понуда. Господине Ферит, вие не знаете дека влеговте во угостителскиот сектор? Во политиката на нашата фирма секогаш има простор за новитети. Не сакам да пропуштам ваква можност.
Ти... Не многу одамна, брзо одлучив. Толку брзо сте одлучиле што воопшто не бев информирана. Назли, зошто толку се вознемери што станавме партнери? Не сум вознемирена. Само сум изненадена што ми се работело зад грбот. И јас се изненадев кога наеднаш даде отказ и си замена. Без никакво објаснување, само со една порака. Зарем ова не е преголема одмазда, господине Ферит? Назли, ова најмалку е некаква одмаста. Ова е само инвестиција, не баре ништо друго за ова. Во Истанбул има толку многу големи ресторани во кои може да инвестирате. Зошто тогаш во моето мало ресторанче? Затоа што ти верувам. Многу си талентирана. Сигурен сум дека Локалов ќе го направиш едно од најдобрите места во Истанбул. И јас како инвеститор не сакав да ја пропуштам оваа можност. Тоа е се. Та сега ако ми дозволиш би го разгледал новиот ресторан. Дојдоа чаевите? Не знам што имало меѓу вас, но очигледно е дека господин Ферит не сака да се откаже од тебе. Бегам, но постојано ме фаќа. А зошто сакаш да побегнеш? Манами, бега и ти, спаси се. Не се мешај во оваа работа. Никој не виде добро од ова. Остави. Дени. Работи? За жал не. Мајстор Ферит, завршивте ли со проверката? Да, завршив и запишав. Сега се враќам во фирмата на работа. Запишав, не разбрав. Ке ми објасните? Назли, нели сум партнер во ресторанов. Моето присуство нема да остане само на хартија. Ќе земам одговорност за секој проект во кој учествувам. Проект? Господине Ферит, отвораме ресторан, не влеговме во изградба на трговски. Назли, помири се дека сме партнери. Значи нема да бидам само на хартија партнер, ти кажав. Јас секоја работа ја сваќам сериозно. Ќе го разбереш тоа додека работиш кај мене. Додека работиш. Господине Ферит, нешто сте ми многу важен, но да ве подсетам. Јас не работам кај вас. Ние сме ортаци. Што туку влезе во деловниот живот? Има многу работи што не знаеш, но за среќа јас сум покрај тебе. Да ве подсетам уште на самиот почеток. Не смеете да ставите ниту шајка без наше знаење. Назли, јас би ти рекол да се грижиш за менито. Од каде ќе носиш свеж зеленчук, од каде ќе набавуваш свежо месо, со вакви работи. Останатото јас ќе го средам. Господине Ферит. Само Ферит, без господин. Мислам дека господин Ферит ќе вложи многу во ресторанот. Манами, душичке моја, ти си мој пријател или непријател? Зарем не сум во право? Господин Ферит е многу искусен бизнисмен. Мислам дека сепак треба да му се препуштиме. Зошто, Манами? Зошто? Ние да не сме кутии за достава, па да се препуштаме на нечии раце? Остави. Дојди, јас ќе ти објаснам. Аз? И таква е ситуацијата со Денис. Ох, колку беше приметливо. Но како за инец се направив дека не сваќам. И вчера вечер не можев да поразговарам со тебе, ќе пукнев од мака. Бога ми, Назли, и мене многу ми беше жал за Денис. Се стави во многу тешка ситуација, а и многу добро дете е. Но ти немој да се обвинуваш себе си поради ова. Те знам каква си. Мила моја, ти не си виновна за оваа ситуација. Виновна сум, Фатош, како и да е. Во моментов не е важно дали се обвинувам. Требава да го решам на убав начин, без никој да е повреден. Денис многу ми значи и не сакам да го изгубам, но... Секако уште пред тоа има веќе еден проблем. Ферит Аслан. Прво тоа мора да го решам. Никако не можам да побегнам од човекот. И на месечината да се качам, ќе земе ракета и ќе дојде по мене. Само што малку тешко дека ќе се качиш на месечината. Се уште нема патување натаму. А и слушнав дека е многу скапо. Ти со оваа сиромаштија само можеш да се качиш во метробус за Белик Дузу. И не ќе можам да се вратам назад, таму ќе останам. Фатош, не е возможно да побегнам од човекот. Веќе немам никаде да се скријам и тоа го знам. Отказот воопшто не ми помогна. Како целиот универзум да се бори за јас да признам. Остана само едно нешто да направам. Пак ли? Пак. Овој пат сигурно ли? Сигурно. Последниот пат, кога кажа овој пат сигурно, се бакнавте со Ферит и заспал во неговата преградка. Тоа еднаш се случува. Значи велиш нема веќе да го бакнеш. Јас да кажам, па, ќе видиме дали ќе се бакнувам или ќе се тепам. А што ти поминува низ глава? Кога планираш да му кажеш?
Ете тоа Фатош не го знам. Да ми помине малку паникава, малку да се ослободам, прво мозокот да ми се стабилизира, па тогаш ќе му кажам. После. Што после? Ау, Фатош, срам да ти е. Уште ти фалеше да ме притиснеш. Па кога ќе дојде време ќе му кажам, но нема многу да одложувам, не грижи се. А инаку кајде ќе дојде татко ми се уште не знае за партнерството. Јас ќе му кажам во соодветно време, немој да се издадеш. Добро, бебе моje. Добро, ги испративме мајсторите, да разговараме за менито. Што планираш? Работам на тоа. Треба да побрзаш, а ни треба моќно и поразлично мени во кое ќе се разликуваме од другите ресторани. Господине Ферит, ви реков дека работам на тоа. Назли ќе подготви одлично мени. Биди спокоен. Ти благодарам, Денис, кога би можеле сите да ми веруваат како тебе. Јас те верувам, Назли, затоа и станав партнер. Назли, видете, објавиле вест за вас. Кој и зошто би направил вакво нешто? Многу е јасно кој го направил. Кој? Хакан и Демец, разберем. Само тие можат вакво нешто да направат. Добро, секој е лошо што ти се случува, мора сестра ми да ти го направила, може би е некој сосема друг. Денис, јас немам многу непријатели, а нив добро ги познавам. Може би ги имаш, а ти не знаеш, например. Ве молам. Ке може ли да се фокусираме на овие глупости? Да се пожалиме и да им кажеме дека нема такво нешто. Оставете ми го тоа мене, јас ќе средам. Јас ќе морам да одам, ќе одам до локалот да средам некој работи, ако ти треба нешто, барај ме само. Ти благодарам, Денис. Се гледаме, ејде. Фатош, дај Боже татко ми да не слушнал. Ај не, Назли. Од каде би слушнал? Зарем ова вест не се појави само на интернет, нели? Од каде би знал, чичко ке имал интернет им интернети? Аман, во право си, јас само си умислувам. Назли? Тато? Татенце, јас веднаш да ти ставам чај. Застани малку. Што е ова? Телефон, тато? Назли, овој човек момче ли ти е тебе? Што се случува? Што криете вие од мене, Назли? До кога мислиш да продолжиш ти со овие глупости? Не разбирам што ми зборуваш. Што не разбираш? Знам дека ти си ги пуштил тие фотографии на интернет. О! Сабајлево и Денис ми се јави и ме обвини. Сега, истото што му го кажав на Денис, ке ти го кажам и тебе. Јас немам никаква врска со оваа работа. Никој друг освен тебе и машти не би се занимавал со вакви интриги. Ферит, тие фотографии се во судските досиеа до кои секој би можел да дојде. Навистина сте неправедни. Демет, те предупредувам. Стои подалеку и од мене и од Назли. Ова што ти го правиш не ни штети само нас, туку и на фирмата. Јас не направив ништо, Ферит. Дури, мислејќи на имиджот на фирмата за утре, организира фотографирање и една репортажа за списание од економијата. Си помислив, ако како ортаци бидеме видени заедно, ќе биде добро за нашата фирма. Што да направам повеќе? Нема потреба, Демет. Јас ги тргнав вестите од интернет. И нема да се појават утре по вестниците. И не знам како можеш да помислиш дека би сакал да се фотографирам со Хакан. Хакан нема да дојде. Само ние партнерите и Булут се разбира. Те молам, дојди, Ферит. Не ти ветувам.
Знаеш дека и мајка ти таму има испаничена. Ние ова девојче го испративме во Истанбул за да учи и да работи, велија таа, што прави таму и сега што да ја одговорам? Тато, срам да ти е. Зарем ви очекувате вакви работи од мене? Па јас не направив ништо лошо. Добро, кој е овој човек? Момче ти е или не? Не, каква врска има? Ова навистина се лажни вести, клевета е. Господин Ферит ми е новиот ортак. Тука вели поранешната готвачка. Што значи ова? Ти кај човеков дома си работела? Работев. А зошто ние не знаевме за ова, ќерко? Татенце, ни беа потребни пари. Не сакав да ве барам и да ве загрижувам. И кога ми се појави една ваква шанса, ја прифатив. Шанса, велиш? Каква е таа шанса во домот на еден ерген, бе, ќерко? Не те разбирам. Татенце, ни јас тој човек не го најдов на улица. Ми го препорача еден професор од факултет. Ми рече дека е човек од доверба. Господе Боже. Ќерко, зошто се појавуваат вакви вести тогаш? Ај, Асуман, дојде Асуман. Господине Ферит? Ти ли си тој Ферит? Да. Јас сум таткото на Назли. Кемал, целта им е да ми го извалкаат името. Искрено жал ми е што името на Назли е дел од една ваква вест. Бога ми, не ги знаеме многу овие валкани игри од деловниот живот ние. Јас и жена ми сме наставници, немаме работа со вакви нешта, разбираш. Ни Назли не го знае животот. Не сум до толку, тато. Сепак и јас работам веќе долго време. Ќерко, ти си се уште на почеток на патот. И за среќа до тебе имаш искусен бизнисмен како што е господинот. Он него има многу работи за учење. Назли е многу силна личност. Многу е одговорна, одлучна е. Незините очи не гледаат ништо друго, освен реализирање на своите соништа. Всушност, јас имам многу да научам од неа. Епа, веќе ќе си се учите меѓусебно, нели, чичко Кемал? Исто среќа, вака следната година некаде во мај, Вилом ресторанот ќе го правиме број 1. Дај Боже, дај Боже. Дај Боже, татенце. Господине Ферит, табла знаете ли да играте? Искрено, господине Кемал, не сум баш добра во табла. Дури не може да се каже дека знам да играм. Аха, овој пат е сигурно Асуман. А, Денис? Здраво, како си? Добро, благодарам, добре дојде. Добро ве најдов. Дај ми го. Благодарам. Еј, Денис, добре дојде. Здраво, чичко Кемал, како си? Добре. Барав некој за играње табла, господинот Ферит не знаел да игра. Хајде да видиме, вежбаше за денес? Се разбира. Дури и сонував како ве победувам табла. Добре, деде. Добро те најдов. И се случи нешто со веста во весникот? Средив да се тргне веста од интернет страниците. Нема ништо да излезе по вестниците. Да е жив господин Ферит го средил тоа. Му се слуша зборот. Да, таков е бато Ферит. Бато? Јас мислев дека сте другари вие. Тоа сме, ама јас сум му како постар брат. Со години се грижеше за мене како за брат. Нашите татковци беа долги години партнери. На времето заедно ја основале фирмата. Истовремено беа и многу добри другари. Сега нивното пријателство ние го продолжуваме. Ве молам, деца, внимавајте. Ценете си го пријателството и другарството, се што имате тешко се наоѓа тоа. Имот, богатство, пари, се е лага. Најбогат човек е оној кој што има пријатели во животот, ама не само онака празни, како вашево треба вистинско. Слушај, ма да му ставиме ли на господин Ферит сол во кафето? Патош,
Миличка, многу си смешна, навистина те обожувам, ама толку сум напната што нема да ти се смеам. Ќерко, кафето од Јемен да не доаѓа. Дојде, татенце, дојде. Назлима, навистина да му ставиме малку сола? Баш ќе биде добро. Повели, татенце. Благодарам. Благодарам. На здравје. Не дека ми е ќерка, ама многу убаво кафе прави. Многу ни е вредно девојчето. Способна, вредна. А и нема кој не знае за низините јадења. Уште од мала се знаеше дека добар готвач ќе биде. Во задната градина правеше ќофтиња од кал. Тоа не беа ќофтиња. Ние подготвувавме смеса за сарми и потоа ја виткавме во ливчиња. Мислам, повеќе Назли ги виткаше, а јас бев помошничка, ги вадев црвите од земјата. Фатош, нашите детски спомени да се ги чуваме за себе, што велиш? Добро, добро. Мене ми се ближи времето, за лет треба да си одам денес. Веднаш се враќате? Се враќам. Доста ми беше волко од Истанбул. Ама се враќам со мирна глава, ќерка ми има другари од доверба. Секогаш сме со Назли, чичко Кемал. Воопшто да не се грижите. Па да играме една табла пред да си одам. Имам малку време. Ќе играме, се разбира. Како нема да играме? Ајде, дете, дојди. Пак на тераса? Да, доаѓај. Ајде. На гости, а? Не сакам да играм на гости, ама ајде. Убави ќерки мои. Асуман, те молам да ја слушаш сестра ти во ред, на неа те препуштам сега. Добро, татичка. Татенце, ич не излеза добро ова. Требаше да останеш на отворањето. Добро е вака, добро е. Истанбул не ми влијае добро. И си заминувам со мирна глава. Си нашла и добри другари. Имам целосна доверба во тебе, убавице. А и ти верувај во себе, вред. Ти благодарам, тато. Немој воопшто да се грижиш. Сигурно нема да те разочарам. Еве, таксито дојде. Еве, повели, тато. Тато, следниот пат донеси ја и мама. Дај Боже, останете ми со здравје. Се сварив, ми се слуши. Дури и премногу издржи. Ајде внатре. Како не ја истепав пред да си оди, татко ми? Ау, маличката палата, жи ми бога. Ма нами не ја запираш турчинката во себе. Ама навистина многу било убаво тука. Убаво е. Здраво, Назли. Здраво. Со лесно, нека ви е. Благодарам, се гледаме. Се гледаме. Браво, одлично издржала. Јас кога работев таа чистеше, значи дека се уште работи. Зошто кажа така? Ма нами многу долга приказна. Дојди ние додиме во кујната. За господин Ферит многу е важен редот. Никако немојте да му ги преместувате работите во ред и вашата работа е во кујната. Местото ви е во кујната. Не правете ни чекор во останатиот дел од куќата. Не знам дали разбирате. И не смеам во тоалет додам? Само мене не ми текнало. Господице, кога ќе имате потреба, тоалетот е на крајот од ходникот. Може да го користите. Штом се разбравме, нека ви е со среќа првиот работен ден. Господин Ферит, добре дојдовте, господице. Има гости на појадок. Ако сакате, подгответе некои работи. Добро, а за вечера ќе направам убаво графче. Не правете убаво графче за вечера, господице. Видете листа. Тука ви е списокот за цела недела. Тука ви е напишано се што треба да направите. Простете ми, повторно добре дојдовте. Добро ве најдовме, господице Игбал. Ма нами на Ферит, мислам и мене, господин Ферит ни е нов ортак. Со среќа нека е. Ви благодарам. Господин Ферит не е тука? На горниот кате. За кратко ќе биде готов. Треба да одам во фирмата, со лесно нека ви е. Пријатно. Имајте убав ден. Ајде дојди да излеземе во дворот. Ќе ме радува ако не заборавите што зборувавме. Да, кој ќе се додадат овие работи, горе-долу буџетот ни е тој. Убаво.
Барем така знаеме колку ни е долго чергичето, па според тоа ќе си ги пружиме нозете. Нели? Така е секако. Според потребите може да се земе од едно место да се додаде на друга, ама да, тоа е рамката. Убаво. Сега да каснеме нешто, па ќе продолжиме. Многу убаво, ме боли желудников. Многу убаво мириса. Благодарам. Пријатно јадење. Многу е убаво. Не може да се спореди со тоа на нас, ама не е лошо. Изгледа дека и новата готвачка става јогурт. Има малку повеќе, ама инаку е многу убаво. И јас си реков да стави јогурт, како што правиш ти, ама очигледно дека никој не може да го направи како мајстор. Со време ќе се научи. Па, Асуман, ќе ги прочиташ пак забелешките. Манами ќе се занимава со организирање на персоналот, за примање на рецепционери, килнери, средбите со кандидатите, обуката, се е вас. И ќе бидете задолжени за државните работи. Добро. Господин Ферит, вие ќе се занимавате со реновирањето, електрична и водоводна инсталација, места за поправка, вентилација. Господица Назли, кујната е ваша одговорност. Набавка на кујнската опрема, исто така и вработување на персонал за кујна, се е во ваша одговорност. Јас си средив поголем дел од работите. Фатош е задолжена за униформите. Денес утре и тоа ќе се знае. Не е лоша распределбата на врските, нели? Да, не е лоша. Ако секој си го заврши она за што е задолжен, ќе немаме причина да не отвориме следната недела. Добро. Име. Што е со името? Како ќе се вика? Ресторанот веќе си има име, може и така да продолжим. И така ќе се спасиме и од трошок за рекламата. Никако не може. Ве молам до следниот состанок сите да смислиме по едно име. Има уште проблеми околу менито. По кој концепт ќе биде менито, какви јадења ќе се служат, цените... Ќе треба време да се одреди менито, да видиме каков профил на муштерии ќе имаме, за какви јадења ќе има интерес. Моje лично мислење е менито да се напише на крафт хартија. И така, кога ќе биде потребно да се смени, ќе смениме само хартијата, не имени папките. Ќе биде економично и симпатично. Ако сакаш на врата да напишем имаме домашни манџи. Овој ресторан нема да биде нешто помеѓу рестораните од бизнис центрите и кафанчињата. Овој ресторан ќе има посебно име, ексклузивно мени и муштерии соодветни за ресторан со такво портфолио. Ме разбирате? Многу добро објаснувате, господине Ферит. Назли, мислам дека ова не се работи кои се одлучуваат веднаш. Тогаш сите на работа. На следниот состанок ќе донесеме одлука околу ова. Асуман, те молам запиши го. Дадичка, ќе додадеш нешто во записникот? Како тоа, дадичка? Госпогица Асуман, ве молам ќе додадете во записникот дека просторот има потреба од вообичаено прскање со пестициди, госпогица Асуман. Се разбира, госпогица Назли, веднаш ќе додадам, само нема потреба да ме викате госпогица Асуман, меѓу нас има разлика во години. Асуман е доволна. Јас дома ќе ти дадам доволен, ќотак не грижи се. Ти засега тука ќе бидеш. Ти ветувам ќе ти најдам некое убаво место. Ветерану мој. Добре дојде. Добре дојде во мојава кујна. Да ти најдеме некое убаво место. Назли! Во кујна сум, Фатош. Секако дека си во кујна, каде би била? Што правиш, а? Што правиш, ма? Ој, твојот сакан остар нож бил тука. Духовита моја другар ќе дојде да му најдеме место на мојот сакан остар нож па да ни донесе среќа. Ај, Назли, колку прилегаш во кујнава? Будалчи, имам нож в раце. А каде да го закачиме, Назли? Да видиме вака. Со лесно нека. Ако е лесно, нека ви се врати, господине Ферит. И од каде излеза сега тоа? Мислам дека ќе одговора. Како е? Многу е убаво. Работи ли барем? До душа сте му ставили и плочи, па сте го донеле. Назли, зар би дал јас пари за нешто што не работи, само така за украс? Никогаш не би дале. Мислев да го пробаме, ама во моментов ќе мора да оставиш работата и да излезеш од тука. А каде ќе излегувам јас?
Средувам наоколу, имам работа. Пукна тука за да го средиш место за 3 дена. Ова ќе се отвори на датумот на кој треба да се отвори. И затоа треба да работам. Сите треба да работиме, и ти и јас, ама не оваа вечер, Назли. Сега сакам да направам еден договор со тебе. Господине Ферит, зарем на вистина мислите дека јас би потпишала уште еден договор со вас? Ова не е таков договор, вербален договор. Кои се клаузулите? Вечерва нема да се повредуваме еден со друг. Нема напнатост, нема буцкања, нема препирање. Вечерва нема ни прашање на кои нема одговори. Вечерва ќе оставиме се зад нас. Накратко речено, вечерва ќе се оддалечиме малку од се, важи? Токму тоа што ми е потребно. Ќе излеземе? Да одиме на некој отворено место, на воздух да се опуштиме. Не може, мора да ја средам кујната. Вечерва нема работење. Во вербалниот договор што го направивме, немаше вечерва нема работење, нели? Немаше ли? Немаше. Имаше само една клаузула дека нема расправање. Ако сега слеземе долу и не се расправаме, тоа значи ќе биде се како што ти ќе кажеш. Ги обожувам ваквите договори. Најомилените. Мислам дека направиле убава кујна. Има неколку недостатоци, ама не се толку страшни. Можеме да ги толерираме. Работи што може да се средат. Ако треба нешто да се интервенира, тука мислам дека ова е најпогодна вечер за да ми кажеш, бидејќи нема да се расправам со тебе, ќе морам да прифатам. Не грижете се, нема да искористам ситуацијава. Сепак буџетот ни е заеднички, сите трошоци излегуваат и од мојот джеп, затоа нема многу да се опуштам. Како и да е, вечер да ги оставиме настрана и сметките и пресметките околу буџетот. И штом не излегуваме надвор, тогаш да направиме еден пробен тест, да сготвиме нешто заедно. Само малку. Заедно ќе готвиме. Значи вие ќе ми помагате мене. Ако имате потреба од помошник, тука сум шефица. Ако треба да бидеме искрени, малку си крупен за работа во кујна. Зафаќаш многу простор. Ама оваа вечер ќе издржам. Тука имаше некои материјали, да видиме. И да си го тестирам новиот чирак. Ова добро е вака. Добро, не е лошо, но зошто се симетрични не разбирам. Добро, што е сега наред? Ќе ги фрлиме компирите во тава и ќе ги спржиме. Ама фрли ги внимателно. Ти кажав... Неста са все изгорели. Добро, си изгорев, ама не е важно, ќе помине. Како тоа ќе помине? Не дозволувам да речат Назли си ги гори чираците. Назли, не е важно. Како не е важно? Ќе се подуе и ќе се наполни со вода. Назли, добре, нема потреба, смири се. Како тоа нема потреба? Ќе одам до рибарата тука и ќе земам... Аве, молам господине Ферит. Назли, нема потреба. Добро, нека нема потреба за денес, ама подоцна ќе го намачкаме. Ако ништо научивме ли една лекција од оваа вечер? Прво, не се станува шеф само со купување на ресторан. Второ, секој си ја врши својата работа. Трето, јас ќе го средам останатото. Остави сега, ти ме не ме жалиш. Добро, признавам, се разбира и тоа има удел. Душава ми се искина. Ако стави престилка, не значи дека ти ќе го правиш омлетот. Пржи ги компирите, јас ќе продолжам со омлетот. Зошто тоа? Видовте колку е тешко да се испржат компирите. Се изгоревте. Назли, јас го завршив потешкиот дел, барем да јадеш од мој раце. Чекај малку, а кој е тој потежок дел? Како прво, ќе ти открием тајната, а тајната е во симетричното сечење на компирите. Ова нас воопшто не научеа во школа. Па во школа не учат на се. Ем изгорен, ем паметен. Првото јадење во ресторанов. Да, од твои раце. И како е? За почетничко ниво воопшто не е лошо. Ама малку касно. Не чувствувам глад. Толку ми е убаво. Толку сум среќна и спокојна што... Навистина си среќна? Ако помислам на денешниот ден, ако се однесува на моментов, многу сум среќна. Ама, ако помислам на утре... Не мисли. Од самиот почеток го сакав ова. Да останеме оваа ноќ, да го живееме моментов. На вчера, на утре да не мислиме на ништо. И ништо да не прашуваме, да не бараме одговори. Сосема да се опуштиме. Оваа напнатост, овој товар
Се да оставиме, Назли. Толку многу сакам што да оставам се, да ми олесни. Па што чекаш? Времето. Вистинското време. Уште малку. Се сеќавам на овој миг од некаде. Making patterns as we walk down Lover's Lane. Seems that each new step is somehow preordained. I've not traveled this way before. Rainbows in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like that before. Since I found you, there's no doubt left in my heart. I've cleared all the Да не е последно. Што рече? Замислив желба. Се надевам ќе ти се оствари. clearly so we don't lose hearts. No tarot cards, no dice, no crystals set an eye. Starlight in the night, shining down upon our love as it takes flight. It just seems that with some passing luck we might find all that we've had before, and some more. Now those cobwebs and rainbows, stars in the sky, all it's not been like this before. Другари,
Конечно дојде и големиот ден. Денес го правиме отворањето. Цела една недела многу се изморивте, вложивте многу труд, дадовте се од себе. Знам и на сите вам многу ви благодарам за тоа. Ама благодарение на вашиот труд успеавме да го средиме ресторанот за отворање. Многу ви благодарам на сите. Имаме ли недостатоци? Секако имаме. Имаме ли работи за кои не сме добро спремни? Имаме. Ќе бидеме ли неискусни? Секако ќе бидеме. Ама со заеднички сили ќе го надминеме и тоа, и овој ресторан ќе го направиме еден од најдобрите ресторани во Истанбул. Ете, во ова не се сомневам. Сега сите да се пресоблечеме и да одиме на работните места. Ама прво... 1, 2, 3... Сакура! Со лесна нека ни е, другари. Тестенините со сос од босилек ќе ги имаме следната недела на мени, но имаме едни макарони со сос од домати. Има прстите да си ги зедете, но ако со се прстите сакате да си ги зедете и рацете, тогаш земете се и сос од печурки. Па јас сакам со сос од печурки. Веднаш. Да викневме уште повеќе луѓе од нашата околина, зошто не викнавме? Епа, Назли не сакаше прв ден да биде многу гушва. Во право е. Може би помислила да не се случи некоја незгода. Епа не е во право. Да ме слушаше, најмалку уште една недела би се подготвувале и немаше да има потреба од ваков страф. Орта, кој не те слуша тебе, а? Знај ми ја вредноста, Ферит Аслан. Вунче? Сонце мое.